Како што и самите знаете и чувствувате, нашата земја е предолго заглавена во политичката криза. Минатово лето, 4 најголеми политички партии, заедно со леснувачите од меѓународната заедница, склучија договор за да ја надминат кризата. Не можам да не истакнам колку е важно да се остават проблемите зад нас, за да може народот и државата да продолжат напред, да се отворат нови работни места, да се градат училишта, инфраструктура, патишта, болници, субвенции, зголемување на плати, на пензии, да продолжи силно растот на нашата економија. Сите партии потпишаа договор што треба да ја разреши и да ја заврши кризата. Ние направивме многу компромиси. Дури бевме и критикувани дека премногу сме биле компромисни и премногу сме попуштале. Ние тоа го правевме свесно и за доброто на државата. СДСМ доби 2 министри со ресор и 3 дополнителни заменици министри. Нашата обврска беше исполнета во целост. Се одбра специјален јавен обвинител со целосни услови за непречено да работи. Нашата обврска беше исполнета во целост. Беше одбран составот на Државната изборна комисија, каде опозицијата има своја доминација и секретар, и председател од своите редови. Нашата обврска беше целосно исполнета. Изборниот закон беше променет согласно барањата на опозицијата, а со посредство на меѓународната заедница. Нашата обврска беше целосно исполнета. Изборите треба да се закажат за 24 април. Сега е време да се исполни оваа обврска. За жал, неодамнешните изјави од страна на СДСМ фрваат сенка врз овој дел од договорот. Ова е јасна замка за да се држи нашата земја во заложништво, да се држи во криза, конфликтност и да се оспори правото на народот. Правото на народот да ги одбира луѓето кои мисли дека треба да ја предводат државата. Јас сум против ова кочење и против ваквото држење во заложништво на нашата држава. Договорот исто така опфаќа и времено повлекување на премиерот на 100 дена пред изборите. Навршуваат 100 дена пред 24 април, денот за кој е договорено да се одржат избори и тоа е влезено во закон. Јас стојам и за тој дел од договорот. Сакам конечно да се остави сета неизвестност, да се остават сите проблеми, конфликтност зад нас. И сакам нашата држава да оди напред и да продолжи силно да се развива. Утре изутрина, до председателот на Собранието на Република Македонија, ќе го испрата моето писмо со оставка на функцијата председател на владата, која ќе биде ефективна на 100 дена пред официјалниот датум на избори. Што значи ова за нашата држава? Прво, оваа оставка ја покажува силата на нашето убедување и верба во демократијата. Најдобрата победа над оваа валкана кампања против Македонија, водена преку најразлични методи изминатава година, односно година и пол, се чисти избори, кои нема да дадат никаков изговор никому. Такви беа изборите со кои освоивме огромна победа, огромна ќе биде победата заедно со вас и на следните избори. Но овој пат одиме со вакви потези и чекор понатаму убедени дека ова што го правиме е за доброто на државата и на народот. Македонија мора да оди напред и ние заедно со народот ќе се избориме за тоа. Почитувани граѓани, мојата партија и јас лично се држиме до овој договор, затоа што стоиме до вас, се потпираме на вас, веруваме во вас. Ваше и единствено ваше е правото да одберете кој ќе ја води оваа држава. Вие,
Народот на Македонија, вие сте нашата главна потпора. И јас ова го правам за вас, затоа што верувам во вас и во вашата одлука и проценка. Вие се знаете и на вас се ви е јасно. Никој не смее да ве поценува. Вие ќе го кажете вашето мислење на следните избори. Јасно и децидно, и тоа ќе биде громогласно и убедливо. Второ, следните избори треба да означат еден нов почеток. Месеци на политичка криза и вознемирувачки случувања, шпионажи, безбедносни и економски предизвици ќе бидат за нас. Месеци на кавги, поделби, гнев, агонија, обиди за економски, политички, па и безбедносен колапс на Македонија. Но ние истрајавме заедно со вас и ќе победиме заедно со вас. Јас на следните избори нема да губам време да се враќаме на старите политички препукувања и сплетки на опозицијата. Јас имам големи планови и сериозни платформи за државната економија, раст и развој, за обстојување на патот за отворање на нови работни места и инвестиции во сите области. Ќе презентирам детална програма за да се постигнат очекувањата кои ги имате од нас. И може да сметате на мене дека ќе го исполнам ветеното, затоа што јас држам до дадениот збор. Другите може да се вплеткуваат во политика на лична деструкција, во деструктивни и непродуктивни сценарии. Но мојата програма е за тебе, за твоето семејство, за твојата работа, твоите приходи и плати и за изградбата на нашата земја, како место во кое ќе може да се гледаат вашите надежи и соништа. И конечно, овој потек ја одбележува нашата заложба да се средуваат работите, да се обстојува на зборот. И вие имате право да го очекувате тоа од луѓето во политиката, посветено и верно да го исполнуваат тоа што го ветиле и што вие сте го побарале преку вашиот глас. Изборите на 24 април ќе го оттргнат облакот на неизвестност и ќе го заменат со нов и силен мандат, со нов ветар во грб, кога сета ова агонија, која ја создадоа, ќе биде зад нас. И ќе докажеме на сите дека Македонија е силна и отпорна и дека никој не смее да го поценува нашиот народ. Дека знае што сака и знае кого и зошто го подржува. Тогаш владата ќе ја води оваа држава напред во изградба на нашата економија и подобрување на стандардите и условите. Мои почитувани граѓани, денес правам важен чекор заради мојата верба во вас. Со нетрпение ги чекам сите идни разговори со вас. Разговори на терен. Затоа што тоа е мојот план. Да бидам постојано со вас и да разговараме и да се договориме за заедничката иднина на нашата татковина. Ке споделуваме идеи и планови, проекти, мерки, чекори и мислења како да се подобриме и што дополнително да направиме. Заеднички ќе обзнаниме една нова ера на визија, на акција и на резултати. Денес Македонија им докажува на сите дека верува во себе и знае што прави. И се бори за себе и својата подобра иднина и нема да дозволи никој да се игра со тоа. Јас верувам во вас и верувам во Македонија. Знам дека и вие верувате. Одиме напред, заедно, рамо до рамо, секој ден до денот на изборите, кога повторно ќе застанеме цврсто и со гордо крената глава ќе кажеме успеавме. Македонија успеа и ние сме дел од таа голема победа.